Склучениот договор со Бехтел Јенка за изградба на коридорот 8 и 10 фрли големи сомнежи околу можноста за корупција и криминал. Во ова издание на Тренинг, мој соговорник ќе биде професорот Горан Коевски од Правниот факултет, кој од неодамна е и председател на Сдруженијето на правници. Тој инаку на Јустинијан I предава корпоративно трговско право. Добре дојдовте во емисијата. Добре ве најдов. Професоре, има ли спорни елементи во договорот со турско-американскиот конзорциум, за кој се дигна голема врева во јавноста? За да знаеме дали има некои спорни моменти, треба да го имаме можност да го видиме договорот и да го прочитаме. За жал, под велот на некаква си тајност, класифициран договор и така натаму, што по мене е прилично невообичаено, од причина што и самата македонска пракса покажува дека во минатото, например, имаше в 2013 година имаше законот за реализација на инфраструктурни проекти за изградбата на Миладиновци Штип и Кичево Охрид. Беше донесен посебен закон, објавен во службен весник со договорите со кинеската влада што македонската влада ги склучила. Значи не е нешто невообичаено да тие договори добијат се видат во светлото на денот, во смисла што се работи за договори кои што се работат под некаков си терк, така наречените ФИДИК книги, кои што се однесуваат на изградба на разноразни инфраструктурни проекти, во кои што се систематизирани, определени обичаи во определена струка, во конкретниот случај тоа е инженерската струка, и можевме да чуеме дека се работени по ФИДИК, дали црвената, дали сребрената, дали жолтата книга, и одеднашка тајнет класифициран договорот, а што би било тајна не можам да спознавам, од причина што цената е таа, 1,3 милиарди евра, рокот е тој, предметот на изградба се знае, што е тука ценовно чувствителна информација лично не можам да предвидам. Особено што, например, во нашето обкружување, например, во Хрватска постои закон за заштита на ценовно вредни информации. Во Србија има закон за заштита на деловна тајна. Јас во повеќе наврати со моите колеги сме пишувале дека во Македонија треба да се донесе некаков таков закон, а ако ништо друго да се разграничи што е приватен интерес помеѓу две страни во поглед на определен трговски договор, како што е конкретно изградбава на овие коридори, а што е јавниот интерес и да има соодветен баланс помеѓу тие два интереса. Во конкретниот случај се добива впечаток дека се штити нечи приватен интерес, а на штета на јавниот Дали интерес. Дали тоа остава сомнеж за можност од корупција и криминал? Секако дека остава можност и самото тоа што не се објавува создава сомнение и шпекулации после кои добиваат на обем секојдневно се зголемуваат. Кој ќе врши надзор, како ќе врши надзор, па кај ги најдоа луѓево, се врти постојано. Во однос на обемниот договор со Бехтел Јенка, дали во кој дел македонската влада користеше знаење од македонските експерти, од македонските правници? Колку што мене ми е познато, дека услугите на македонските правници за жал не се користат, иако најодговорно тврдам дека веќе има едно јадро на правници кои што ги разбираат овие меѓународни договори, клаузулите кои што се содржани во нив, особено од причина што се работи за стандардизирани договори каде што со тек на време луѓето стануваат свесни за содржината на таквите клаузули. Ама тој пристап на нашата влада, најчесто да се ангажираат советници од странство, во конкретниот случај чинам Хрватска беше, верувајте, знаењето на колегите од Хрватска и нашите познавања на тој дел од правото, не заостануваме ни најмалку зад регионот. Професоре, во деликатниот предмет Македонија против Грција пред Меѓународниот суд за правда во Хаг, за непочитување на тогашната времена спогодба беа ангажирани вашите колеги Сашко Ѓоргиевски и професорот Тони Десковски, но се чини дека како државата да има некаков се предпазлив или некаков можеби помалку грубо ќе звучи анимозитет кон домашните професори, па се сомневаат во нивниот капацитет да одговорат на правните можеби заврзлами или слабости во вакви договори, било да е и во овој случај со Бехтел Јенка.
Видете, реков дека поминато е релативно долго време од кога беа ангажирани моите колеги од правниот факултет, меѓутоа во денешно време со достапноста на информациите сметам дека знаењето е најмал проблем за да се даде добра и квалитетна услуга и од аспект на анализа на меѓународното искуство и практика во делот на таквите арбитражи. Така што не гледам причина по секоја цена да се бараат затоа што го имате да се надоврзам, го имате оној момент на прелевање. Во која смисла? Државата ангажира јака меѓународна правна компанија, друштво, од Вашингтон, од Њујорк, од Лондон или каде било, меѓутоа тие не го знаат домашното право и ангажираат адвокатски друштва од Македонија. Работат долго на определена арбитража и тие млади луѓе индиректно учат од овие големи, условно, нели, фаци кои што доаѓаат од Лондон, Њујорк или Вашингтон, така што од оваа перспектива тврдам дека има кадарни млади луѓе кои што може да се справат со тоа. Во какви услови кој може да се договорат клаузули на тајност, дали тоа е практика и добро владење во однос на овој договор со Бехтел Јенка. Најпрво владата, колку што се сеќам, аргументот зошто не го обелоденува целосно договорот беше дека е тоа деловна тајна. Но сепак станува збор за средства кои ќе се прелеваат од македонскиот буџет. Токму тоа, ако е нешто деловна тајна, знаете, во секој договор имате начело на слобода на договарање. Две страни се договараат и утврдуваат, например, кои клаузули ќе се сметаат за тајна. Апсолутно тоа им е дозволено. Меѓутоа, во конкретниот случај, покрај тој приватен интерес, веќе кажав, имаме и некој што е јавен интерес, а тоа се плаќа од буџетот на државата. Балансот помеѓу тие две работи, тој приватен интерес и тој јавен интерес мора да се најде соодветен начин да се види, затоа што еве лично јас не можам да сватам како договорот бил склучен без претходно да се исполнат сите предуслови за да биде склучен. Еве уште една, не би рекол дека е шпекулација, нели требаше да се сменат неколку закони за да договорот почне да се реализира. Закониве не се донесени или има голем проблем да се донесат и тука морам да признам дека од правна гледна точка е малку несериозно да вие склучите договор со тоа што ќе бидете сигурен дека во одреден временски период ќе ги исполните предусловите за да дојде до реализација на самиот договор. Во случај на спор на инсистирање на Бехтел Јенка е договорена примена на англосаксонското право и арбитража во Лондон. Што е разликата меѓу Магна карта, островското законодавство и арбитрирањето во континенталното, пред се германското правораздавање? Правораздавање, токму така. Што е разликата? Разликата е во тоа што ние припаѓаме на тоа германско семејство на граѓанско право, нели? Римско право, за разлика од англосаксонците кои што имаат сосема поинаква генеза на развојот на нивното право. Меѓутоа, зошто англосаксонското? Затоа што они го креирале, самата арбитража, всушност, начин на решавање алтернативно на спорове потекнува од англосаксонското право, со цел да се избегнат националните судови кои сакаат или не, понекогаш се многу пристрасни кон домашната страна кога би одлучувале за определен спор применувајќи го националното право. Се оди кон овој алтернативен начин на решавањето на спорови, кој што по своето потекло го имат токму од англосаксонските земји и во нивното право како такво. Сега зошто меродавно право, претпоставам тоа ме прашувате доколку дојде до спор ќе биде меродавно англосаксонското, тоа е сосема вообичаена практика од аспект на неутралност. Зошто го велам тоа? Македонско Бехтел Јенка, Македонија на пример со турското право или американското. Ова е понеутрално. Стартната позиција на двете страни е идентична. Колку го знаат или не го знаат двете страни, претпоставката е дека имаат еднаков старт за да дојдат до соодветно решение, меѓутоа лошата страна е што ќе мора да ангажираат повторно адвокатски фирми од Лондон да тоа го водат и ете го за магиосаниот круг. Деновиот државниот ревизор предупреди дека Македонија е тужена пред меѓународни судови и доколку ги изгуби споровите може да плати штета од околу 1,5 милиарда евра. Веќе се платени обештетувања во случајот со ОКТА и нафтоводот. Дали македонските правни експерти учествуваа во спорните договори? Колку што ми е познато, во моментот постои координативно тело за следење на арбитражни постапки во рамки на владата.
каде што е вице-премиерот Битики, Министерството за економија, Министерството за финансии и така натаму, каде што се прават некакви проекции што би било доколку ги изгубиме тие спорови за кои што веќе се водат арбитражни постапки. И сега во моментот се предвидува да со посебен закон, значи ова координативно тело се изгради како посебна институција. До тука е се супер. Кој ќе биде вработен и кој ќе работи во таа институција, тука веќе се отвараат многу дилеми, дали ќе бидат избрани соодветни луѓе кои што ќе разбираат проблематиката, кои ќе повикуваат експерти доколку нешто не им е јасно да им појаснат во некој дел, нели, од склучувањето на тие договори. Следите трени гости во емисијата професорот Горан Коевски од Правниот факултет, кој од неодамна и претседател на Сдруженијето на правници во Република Северна Македонија. Професор Коевски, актуелно прашање деновиве, шефот на обвинителството за гонење на организиран криминал отвара истрага во однос на договорот, купопродажниот договор со Равија. Криминалот и корупцијата ни се ракна на последниот период, особено поради пораките од нашите меѓународни партнери. Дали овие и исто така тука и проектот Скопје 2014, дали овие последни потези на обвинителството се во насока конечно сериозно да се зафатат со работа и истражување на сомнителните и противзаконски евентуални действија, или пак е само дефокусирање на јавноста од тековните проблеми во битката против корупцијата и криминалот? Останува да видиме завршницата, сега на самиот почеток, нели тоа? Општо е позната политиката на неказнивост во државата, особено на тој некој висок криминал. Ретко кога гледаме брза и ефикасна завршница, меѓутоа тоа е во делот на моите колеги по казнено, по кривично право да одговорат на ова прашање. Добро е што подопрен глас се покренуваат определени иницијативи, меѓутоа сепак завршницата треба да каже и да се докаже дека постои криминал и корупција и да тоа биде во некој си догледен рок. Толку ли нашите суди па и обвинители се некадарни што македонското правосудство не е на толку ниско ниво, или пак и на проблемот лежи во нивната лесна подкупливост и помалку лесно подпаѓаат под политички бизнес влијани? Не би рекол дека се некадарни, сепак се тоа луѓе со искуство, зборувам за постојните судечки суди, најголемиот дел од нив се прилично кадарни, меѓутоа очигледно се користат некои, ајде рекол, правни игри во поглед на рокови, одложувања на секако и за тоа треба да имате добро знаење за да ги користите тие условно ако постојат такви правни празнини. Меѓутоа во добар систем, ако ги констатирате тие празнини, треба веднаш да реагирате. По мене дилемата е тука дали сите знаат за тие празнини и свесно ги толерираат сакајќи да докупат уште време за да се направат уште некакви условно матни сделки. Ако велите дека не се согласувате со тоа дека сите судии се некадарни и обвинители, каде е тогаш дефектот? Каде е дефектот? Па тоа велам, дека постои корупција, постои. Меѓутоа, знаете како, сега еве мала дигресија, кај нас на факултет се прави една анкета за корупцијата во високото образование. И сега перцепцијата, не знам колку проценти од студентите дека има корупција. Значи прашате дали некогаш некој професор ви побарал нешто за возраст, за услуги и така натаму? Не. Игра на рокови. Добри адвокати знаат да ги користат тие процесни некои си игри кои што доведуваат до одолговлекување. Секако претпоставувам дека, не претпоставувам, знаеме сите дека има политичко влијание врз судството, и треба да се најде начин да конечно судството каже окей, ние сме независна, посебна власт, ве молам тргнете се. Ама гледаме се како тоа се бира, на кој начин се селектираат новите суди, обвинители, така натаму, и кога ќе видите исти презимења, семејни врски и така натаму, доаѓаме што до непотизам, што до кронизам, што до клептократија и така натаму. Семените релации, политичките влијанија. Како вие реагирате на доделувањето, например, на уверенија за дипломиран правник на Вандерштул, на Тетовскиот универзитет, со 3 години студирање? Добро, 3 години постои по Болоња начин на студирање, или 3+2, како што е нашиот. Меѓутоа, претпоставам прашувате
порано кога на 4 годишни студии со завршување на повторно правна празнина. Имаше во медиумите се коментираше тука дека искористена некаква правна празнина каде што несоодветно било дефинирано во кој момент можете да стекнете некаква си диплома за стекнато ниво на завршени студии. И мислам дека тоа треба да се острани како можност. Од каде му е дискреционото право на еден министер на своите да им дозволи полагање на правосуден испит, например, без ден пракса? Тоа предпоставам ќе прашате министерот. Не можам да коментирам, а праксата секако е потребна. Џабе ве полагање на правосуден испит, ако потоа кога ќе се соочите со праксата, не знаете да напишете еден најобичен поднесок. Тука настанува после по мене проблемот. Влагате во регулираниот дел на професијата, немате професионални вештини стекнато како некакво си стажирање и тука почнувате да манипулирате. Бегајќи од сопственото незнаење, станувате дрзок и безобразен и манипулирате. Го прикривате тоа. Професорот од неодамна сте председател на Сдруженијето на правници на Република Северна Македонија. Она што се поставува како дилема, зошто ги премолчувате овие помалку аномалии во правниот систем? Академијата на суди избира помалку, се избираат кадри со сомнителен карактер. Имаме процеси, судски процеси кои се чуваат со месеци во фиока, со цел тие да застарат. Имаме предмети кои се враќаат од почеток. Можам да зборувам од сега па натаму, што јас планирам со оглед дека не пол месец сум председател на Сдруженијето на правници, користејќи некои мои искуства кои што ги имам од слични такви здруженија во регионот што постојат. Например, можам да ве кажам, во Србија е тоа многу убаво решено. Се работи во секции во разни облични, јавно, приватно право, трговско право, кривично право и така натаму. И на крај, секоја од тие секции донесува заклучоци што е детектирано како некаква неправилност во правосудниот систем, правниот систем и се доставува до Министерството за правда. Дали ќе реагира или не на политичко ниво не е важно, меѓутоа фелата се изјаснила по одредени прашања. Сакам да го искористам тоа искуство затоа што ако не кажете, никој нема да слушне за вас, и еден од начините да ја вратите колку толку довербата во правната фела е токму да критикувате, да дојде главната критика од самите професионалци во право. Зошто правната сигурност во државата е на најниско ниво, според вас? Правната сигурност, затоа што кажав преска, има правни недоуреденост, има правни празнини во законите. Кои се злоупотребуваат? Кои се злоупотребуваат, токму така. Меѓутоа, дали се работи за политичка волја да не се затворат тие дупки, нели? Да се остава да се пролонгира додека може или додека некој не каже од Брисел, нели, под она транспонирање. Во овој дел е свесно така направен за да има потаен дил помеѓу извршната и судската власт? Во некој случај да, мислам да. Да, оставате правна празнина тука. Например, често се случува, еве, сум бил дел од работна група за изработка на некој закон и вие мислите дека идеално сте го направиле тоа, за да во финалната верзија кога ќе го прочитате усвоениот, донесениот закон, ама 2/3 е променето во некои клучни решенија на кои што вие немате можност да влијаете. Ете таа спрега каде што моќни лобби групи се доволно силни да издействуваат да дојдат до такви измени во процесот, нели, на донесување на законот и да се некои решенија сменат. Професор, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Вие ретко се појавувате на телевизиските екрани и ми беше задоволство што бевте дел од ово издание на Тренинг. Ви благодарам за поканата. Со задоволство. Следете разговор со професорот од Правниот факултет Горан Коевски, кој е од неодамна и председател на Сдруженијето на правници во Република Северна Македонија.